како вие си го објаснувате тој однос на председателот Макрон за време на Европскиот совет во Брисел? Што е причината тој да не се согласи со отворање на преговори? Причината прво треба да расчистиме дека не сме ние. И тоа треба да им биде јасно на сите. Тоа го кажа председателот Макрон заедно со канцеларката Меркел среда вечерта кога има заеднички влади и во Тулус. На таа изјава тој рече ние не сме спремни. Спремни се земјите. За нас потенцираше посебно, кажа неколку негативни примери за Албанија, но на нас само во позитивно светло. Суштината според мене е дебатата која што е отворена во Европската комисија. Моментумот во кој што се случува. Се случија за прв пат работи за составувањето на Европската комисија, гледате како не може да се договорат за председател на Европската комисија. Прв пат се случува во историјата на Европската унија да падне предлог на Франција за еврокомесар. И тоа помина две фази на анкетирањето, односно разговарањето кои што се случија, падна. Калкулациите кога малите земји знаеа да изразат спротиставеност со вака големите како Франција, предизвикувале кај него, и тоа го слушнавме од други колеги, премиери и слично, дека можно е да Франција уште тогаш тоа го најавила, па ќе видиме понатаму за проширувањето. Веројатно тоа влијае. Проверивме, дискусијата не е доминантна во француското општество за проширувањето. Може би за некои избори се јавувала или слично, сега во последните месец-два апсолутно не е доминантна, не е нешто кое што француското општество е преокупирано со Премиере, тоа. зошто Франција појасно не го кажа тоа претходниот јуни 2018-та или овој јуни 2019-та? Или пред да го направиме преспанскиот договор, барем да ни кажа, така? Тука е болката. Значи, тука е нефер и неправдата која што не е донесена. Ние сме здраворазумни луѓе и нација и држава и се. Значи, можеме да прифатиме, да ни се објасни, да кажете, слушајте, таква и таква дискусија има, тоа може и тоа да предизвика. Ние знаевме дека Европа веќе дискутира за реформи. Ние знаеме дека се размислува дури и нов протокол на преговарачкиот процес, односно таа нова методологија која што ја спомнував. И за нас е сето тоа фер што ќе даде фер шанси, дури и за побрзи пристапи, ако немаме добри перформанси и не сме успешни, нека не враќа назад. Ние не бараме да станеме членка на Европската унија за да станеме само членка, ние бараме низ процесот да се трансформираме. Европа да ја имаме овде, да бидеме европејци во сето она што денеска го живеат граѓаните на Европската унија.